Македонски медиа сервис mms.mk. Македонската православна црква и верниците во Македонија, на секаде каде што не има, фала му на Бога, со мала земја, ма со многу свети на небото. Имаме стотици светци кои го положиле својот живот за верата и очувале нашата православна традиција. Сега, седејќи на ова крсно место, чекориме во последната недела од големиот чесен великденски пост, кој нашиот народ го држи, се подготвуваат со добри дела да го дочекат најголемиот ден во верата, Великден или Христовото воскресение. Ние пред 10 години, за радост на нашите дечиња и за поука и за предизвик на сите посетители, направивме едно големо великденско јајце со височина од 3 метри, од мермер, кој е бојадисан во црвено. Тоа го изработи голем зограф Сотир од Прилеп, тоа од прилепски мермер, така малку македонска сила и македонска надеж за идните генерации, и го испишаме како што личи со поздрав великденски: Христос воскресе, навистина воскресна, и така луѓето тука доаѓаат, ќе се поглонат. Имаме и други работи кои сме ги поставиле да не подсеќат за нашата вера, како што е ликот на Света Богородица, големата структура на Свети Климен, Богородичната вода. Така во црквата мора да има и практичен дел. Ние треба полно да проповедаме, но треба да правиме и достојни дела кои нашите зборови ќе ги подкрепат. Човекот сака да чуе, ама милува да види. Јас сум многу среќен, ете и вие денеска од вашиот портал, што дојдовте да дадете подкрепа во очување на нашата вера и традиција, но и да направиме едно религиозно, морално, патриотско представување на ова големо светилиште кој постои уште од 13 век. Од човека до скота 12 тона ние со големи дизалици донесено од паркингот. Тука има постолја со 2 метра во длабочина, бетонирано, ставен доле мермер. Направено е така за да може да стои за вечни времења. Нашите предци не гледале брзо да направат и ние не го направиме ова. Може би сакал и дедо ми, татко ми и многумина луѓе нешто да направат, но ете не ги се е дало. Начинот века на кого колку ќе му се даде, толку од него ќе се бара. Кога ќе изгрее сонцето, тие ги носат тоа во црква, ги подаруваат на Бога како голем дар, а воедно и искажуваат својата вера дека веруваат во воскресението. Воскресението е победа на секое зло. Свети апостол Павле вели: ако Христос не воскреснеше, залудна ќе беше нашата вера. Значи, со воскресение, смртта ја победува смртта и на сите нас живот ни дарува. Затоа и воскресението е во животот на сите нас кои чекориме кон Бога. И само православните христијани не се плашат од смртта. И бојата црвена на великденското јајце, таа символизира крвта на многуте маченици, и не само маченици, и многу наши патриоти кои умреле, и то умреле маченички. Да не ги набројувам сега, некого да испуштам. Спомнете си, имаме илјадници, ќе видите сега во новата црква на Богородица. Тука се Свети Кирил и Методија, Наум, Климен, Сава, да не зборуваме подосно Свети Спасо Радошки, Свети Бигорски. Имаме стотина свети кои се како светило, кои му дават патокас на нашиот верник и се вистински доблесен пример. На крајот од овој благопријатен разговор сакам да ги поздравам сите оние кои ќе влезат во вашиот канал, тие што ќе дојдат овдека со големиот великденски поздрав: Христос воскресна, на што тие одговарат: на вистина воскресна. И ги молам верниците и сите оние доблесни
луѓе да имат љубов помеѓу себе, да веруват во себе, да веруват во Бога, да веруват и да си ја сакат својата земја, оти кој се сака себе си, тој може да ги сака и другите. И овој Великден со божествена светлина на Христовото воскресение да ни донесе радост и благослов, мир, подобро здравје и на нас, и на тие што се со нас. Да живеете среќно и од Бога благословено. Ви благодарам за вниманието и за времето што го посветивте, да ги испорачам овие поздрави од крсно место Света Троица, село Скачковце, Кумановско. Македонски медиа сервис. mms.mk